Вести на Канал 8. Донесувањето на законско решение за изградба на експресниот пат Штип-Кочани беше тема на пресконференцијата што викендов ја организираше пратеникот Иван Иванов. При тоа тој оцени дека се работи за еден од најважните и најголемите инфраструктурни проекти што ги добива Кочани. На 71-та пленарна седница на Собранието на Република Македонија е усвоено законското решение со кое и официјално се предвидува реализација на изградбата на новиот експресен пат што ќе ги поврзува Штип и Кочани. Тоа беше повод пратеникот Иван Иванов да организира пресконференција на која меѓу другото рече дека се добива современо инфраструктурно решение што целосно ќе ги задоволува сообраќајните и безбедносните стандарди. Важно е да се напомени дека со изградбата на овој експресен пат Кочани ќе се поврзи со автопатот Штип-Скопје, што уште повеќе ја зголемува неговата важност и дополнително го потенцира значењето за граѓаните на општина Кочани и Кочанско. Со изградбата на оваа делница, сигурен сум дека ќе се исполнат условите за засилување на економијата, како и за поефикасен транспорт на луѓе и на добра. Изградбата на овој пат директно ќе ја зајагне интеграцијата на земјата во регионот и во Европската унија и ќе допринесе кон намалување на трошоците за логистика и подобрување на мобилноста на населението, но и ќе го олесни пристапот до нови пазари. Според Иванов, со изградбата на новата делница ќе продолжат да се создаваат поволни услови за нови инвестирања, како од домашните, така и од странските инвеститори. Јас како пратеник и представник на Кочани во Собранието на Република Македонија би сакал да истакнам дека овој проект представува еден од најважните и најголемите проекти за Кочани, бидејќи со него нашата општина ќе добие едно модерно и квалитетно инфраструктурно решение кое ние сите го чекавме со години. На крајот од пресконференцијата беше речено дека проектот за изградба на експресниот пат представува реализација на уште едно ветување, што било дадено пред граѓаните на Кочани. По Скопје и Тетово, Кочани со најзагаден воздух од градовите во Македонија. Освен овие три градови, аерозагадување има и во Битола. Во случај загадувањето да се задржи повеќе од 5 дена, Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Македонија препорачуваат ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата категорија луѓе – деца, стари лица и хронични болни. Алармантно аерозагадување во Скопје, Тетово, Кочани и Битола бележат мерните станици на Институтот за јавно здравје на Македонија. Концентрациите на частичките се движат од 120 до 230 микрограми на метар кубен. Во центар се измерени највисоки концентрации од 230 микрограми, во Лисиче 215, Тетово 200, Карпош 170, веднаш по нив е Кочани со 120 и Битола со 100 микрограми. Загадувањето, односно концентрациите се повисоки во попладневните часови и во текот на ноќта. Во Тетово максимално се измерени 553 микрограми, во Карпош 400, Центар 350, Лисиче 320, Битола 200 и Кочани 144. Во случај на наминување на максимално дозволените концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри 5 последователни дена со среднодневни концентрации над 50 микрограми, се препорачува користење јавен превоз, да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал и правилно користење на печките на дрва. Во ваков случај, Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Република Македонија препорачуваат ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација, деца, стари лица, болни од хронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма, но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадени зони на градот. Палењето оган во контејнерите за комунален отпад е честа појава со започнувањето на грејната сезона. Надлежните служби упатија апел до граѓаните да внимаваат при изфрлање пепел, за да не се предизвикува материјална штета и посериозни последици. Секоја година со почетокот на грејната сезона се повторува практиката контејнерите за комунален отпад да се палат, со што освен загадувањето на животната средина се нарушува безбедноста за околината.
Причина за палењето најчесто е невнимателното исфрлање пепел и недоволно изгасена жар од печките на цврсто гориво во домаќинствата. Во текот на минатогодишната грејна сезона, пожарникарите имале вкупно 19 интервенции, а годинава за непол месец 4 пати излегувале на терен за да ги гасат запалените контейнери. Поради тоа, од територијалната противпожарна единица Кочани излегува со повик до граѓаните да ја спречат оваа појава, за да се избегне евентуалното опожарување на објектите што се наоѓаат во околината на контейнерите. Граѓаните најпред соодветно да ја третираат жарка, па дури потоа да биде исцрнена на соодветното место. За да не се соочат со ригорозни казни, затоа што сепак ова е дел од законот, подлежи под санкции на Законот за јавна чистота. Од одделението за комунални работи на општина Кочани рекоа дека е предвидена парична казна за прекршителите на законските прописи, поради што повикаа граѓаните да ги почитуваат одредбите од Законот за јавна чистота. Врз основа на член 14а од законот е забрането, значи, палење и уништување на садовите за собирање на смет и палење, закупување и уништување на смет. Истото по Законот за јавна чистота е казниво со глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност, која ќе му се изрече на секое физичко лице кое ќе биде фатено дека го врши овој прекршок или постапува спротивно на одредбите од законот. Обврска на граѓаните е да ја чуваат комуналната опрема и да не ја загрозуваат животната средина, беше речено во апелот од надлежните. Зачестената појава на палење контейнери дури и во централното градско подрачје е честа слика што може да се види во текот на зимските месеци. За среќа, поради сплетна околности или по интервенција на пожарникарите, досега немало проширување на огнот на соседните објекти. Поранешниот работнички универзитет Ленин наскоро треба да добие ново име. За тоа ќе одлучува Советот на општината кој би требало да прифати еден од пристигнатите предлози или пак на седницата во вторник да даде друг предлог. Ново име ќе добие поранешниот работнички универзитет Ленин, откако е започната постапката за решавање на статусот на институцијата која по повеќе години неработење премина во надлежност на општина Кочани. Според најавите, универзитетот ќе се трансформира во јавна образовна установа отворен граѓански универзитет за доживотно учење, а ќе работи во просториите што ги користеше и досега. Преименувањето на институцијата се наметнало по барање на Министерството за образование, кое веќе го прифатило ново изработениот статут на образовната установа. Од општинската администрација ја започнале постапката за преименување, а на седницата на Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата се разгледуваа предлозите што беа добиени од стручните служби во библиотеката Искра. Тие ни изработија список од 7 можни имења со писмено образложение на СИК. Од страна на стручниот колегиум сметавме како најсоодветно ова што го прочита председателот на комисијата, тоа да биде името Манасија Парлапан, кој бил прв учител родом од Кочани, прв што воведува покрај манастирско школување нова посовремена настава, така наречениот ланкестарски метод. Искуството е од 70-те години на 19-тиот век и го донел од Ниш и Јагодина. Членовите на комисијата констатираат дека образложението за ваквиот предлог е прифатливо, па оценија дека тој би требало да се најде на разгледување и усвојување на Советот на општина Кочани, која ќе заседава во вторник. При тоа оставена е можноста, освен овој, да се прифати и некој од останатите 6 предлози, или пак на самата седница да се даде сосема нов предлог. Ротари клубот Кочани Виница уште еднаш ја покажа својата хуманост и подготвеност да помогне, овој пат со организирање на хуманитарна гала вечер која што се одржа во Еврохотел Градче. На забавата присуствуваат членови на ротари клубови од други градови од државата. Собраните средства се за реновирање на санитарните јазли во основното училиште Славчо Стојменски во Виница. На хуманитарната забава што во организација на ротари клубот Кочани Виница се одржа во саботата во Еврохотел Градче, присуствуваа гости членови на ротари клубови од повеќе градови од државата, меѓу кои Кавадарци, Битола, како и членови од ротари клуб од Центар, генерален секретар на ротари клубовите во Македонија.
Освен тие, салата на хотелот ја наполнија и голем број гости од бизнис секторот, со кој Ротари клубот Кочани Виница има голема и плодна соработка и само така се шири и надградува ротаријанството. Сите собрани средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели, односно за поправка и реновирање на санитарните јазли во основното училиште Славчо Стојменски во Виница. Уште повеќе сакаме ова вечер да го промовираме ротаријанството, да ја покажеме неговата хумана мисија, да ја покажеме неговата позитивна енергија која се движи меѓу нас. Морам да кажам дека за ова вечер, и морам да ги пофалам секако, се погрижија и сопругите на нашите членови, како и членовите од понежниот пол на нашиот клуб, да секој со својата способност направи нешто посебно, да ни ја збогати оваа вечер со нивни специјалитети од Орис, за кое искрено и благодарам. Оваа посетеност секако е потврда дека ротаријанскиот дух и неговата мисија полека, но сигурно патува и се движи меѓу нас. И ја покажува нашата мисија, а тоа е во служба на општеството. Ова вечер сите ние присутни овде покажавме дека можеме да бидеме дел од големото ротаријанско семејство, зашто од срце на сите ви благодарам. Хуманитарната гала вечер беше уште една можност да се промовира кочанскиот бренд белото злато Оризот. Беа презентирани повеќе специјалитети направени од Орис, а настапија и фолклористите од фолклорниот ансамбл Кочани. Манев во својот говор ги поздрави сите ресторани кои ја помогнаа организацијата на вечерта со своето спонзорство. Пред оваа хуманитарна активност, членовите на Ротари клубот Кочани Виница играа пинг-понг, повторно во хуманитарни цели, за помош на дете на кое му се потребни финансиски средства за набавка на ортопедско помагало. Хуманитарните активности на овој клуб продолжуваат и понатаму. Со празнична богослужба и литургија во храмот посветен на Свети Димитрија, како и со ручек и забава, општина Зрновци го одбележа својот патрон и заштитник Свети Димитрија Солунски. Присутните ги забавуваше Дукато Бенд и Сузана Спасовска. Црковно општонароден собир по повод чествувањето на Свети Димитрија Солунски, заштитник на општина Зрновци, се одржа во неделата во општината. Во саботата се одржа вечерна празнична богослужба во храмот Свети Димитрија во Зрновци, а по неа и заедничка празнична вечера во дворот на истиот храм. В недела на 8 ноември, на самиот ден кога се чествува празникот посветен на Свети Димитрија, по празничното утринско богослужение се служеше златоустова литургија, а веднаш по неа се освети водата и се сечеше празничниот колач. За таа пригода општината организираше народен ручек во дворот на храмот Свети Димитрија. По црковната програма во Домот на културата во Зрновци се одржа богата културно-забавна програма со Дукато Бенд и Сузана Спасовска. Свети Димитрија се смета за патрон и заштитник на Зрновци, затоа секоја година на овој ден општината организира ручек, дружење и црковен собир на црквата посветена на овој светец. Час во природа се одржа викендов за учениците кои се членови на секцијата Географски видик во основното училиште Никола Карев. Тие го посетија локалитетот Раткова скала, при што пропешачија повеќе од 15 километри. Согласно наставниот план и програма по предметот Географија, секцијата Географски видик од основното училиште Никола Карев викендов организираше настава во природа. Во активноста беа опфатени ученици од 8 одделение, кои се членови на секцијата, а наставата се реализираше на Осоговските планини, на релација Пониква-Раткова скала-Пониква. Во маршот учествуваа 12 ученици, кои можеа да ги видат планинските убавини на Осогово во месец ноември, кога природата ги покажува своите најраскошни бои. Патот во должина од 15 на километри го пешачеа цели 8 часа, но не затоа што им беше тешко, туку од едноставна причина, да бидат што повеќе во природа. А таа им ги покажа сите нијанси што тешко можат да се видат на едно место. По патот, младите географи имаа можност да видат повеќе видови печурки, шумски плодови, како и помалку заборавеното екстензивно сточарство. Раткова скала беше доволен предизвик да не се покажат никакви знаци на умор или колебање додека се искачуваа по стрмните карпести патеки. Сепак, пред крајот на денот,
планината ги подсети дека е Митровден и зимата е на прагот, а на неколку места имаше подебели наслаги на слана и мраз. Со активностите на секцијата и наставата во природа раководеше Сашко Стефановски, професор по географија во Основното училиште Никола Карев. Продолжуваат литературните читања на членовите од литературниот клуб Копнеш со учениците од основните и средните училишта по повод одбележување на месецот на книгата. Остварија средба со учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. По повод месецот на книгата, членовите на литературниот клуб Копнеш од библиотеката Искра во соработка со младинската организација Авангарда читаа стихови на учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Овој пат и учениците не им останаа должни и тие подготвија кратка програма за нив, мини драма, како и прозни текстови и стихови. Сите заедно организиравме литературна средба на која што беа прочитани литературни творби од наша и нивна страна и при тоа наша страна беа организирани неколку драмички со кои сакавме да ги поздравиме тие членови. Младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гоше Викентиев, во која постојано се запишуваат нови членови и понатаму продолжува со своите активности кои што се предвидени до крајот на учебната година. Во текст се подготовките за снимање филм за училиштето, односно за младинската организација, кој ќе представува вистинско изненадување за сите. И за крај информацијата од спортот. Женските екипи од Кочани претрпеа порази во 7-то коло од првата фудбалска лига. И фудбалерите на Осогово се вратија со празни раце од гостувањето во Лозово. Кочанските фудбалски екипи викендов не се прославија со играта и резултатите што ги постигнаа, без разлика дали гостуваа или играа дома. Женскиот фудбалски клуб Кочани го претрпе првиот пораз во есенскиот дел од првенството против директниот конкурент за врвот на табелата, екипата на Драгон 2014. На гостувањето во Скопје, во рамки на 7-то коло, нашите фудбалерки се вратија со примени 3, а постигнат само 1 погодок. Иако првото полувреме заврши со водство на Кочани од 1:0, во продолжението од надпреварот гостинките примија 3 гола и наместо со победа, во Кочани се вратија со празни раце. Со тоа сега заостануваат 3 бода зад скопјанки, поради што се најдоа на второто место на табелата. Непријатно изненадување за гледачите на игралиштето покрај Масалница приредија и фудбалерките на Младост и Нина С. Како домакинки претрпеа пораз од женскиот фудбалски клуб Борец од Велес со резултат 0:1. На оризарки не им помогна ниту предноста од еден играч повеќе што го имаа во поголемиот дел од надпреварот. Со тоа тие остануваат на дното на табелата, каде со 6 бода и послаба гол разлика од Тиверија се наоѓаат на 8-та позиција. Во следното 8 коло гостуваат во Дојран на средба против екипата на Истатов, а женскиот фудбалски клуб Кочани игра на домашен терен со Конзули од Битола. Слично како и женските екипи, и фудбалерите на Осогово останаа без бодови и со полна мрежа голови. На гостувањето во Лозово против Работник во рамки на 11-тото коло од третата фудбалска лига Исток, Осоговци претрпеа пораз од 3:0, со што на крајот од есенскиот дел од првенството се во долниот дел од табелата. Тоа е и очекуван епилог од играта што ја покажаа нашите фудбалери во сите 11 надпревари, во кои забележаа само 3 победи, 2 нерешени резултати и дури 6 порази. Екипата на Слога 1934 од Виница исто така претрпе катастрофален пораз. На гостувањето во струмичкото село Радово против Напредок Здравје, виничани примија 5, а постигнаа само 1 гол. Во третата кошаркарска лига за мажи група Б3, викендов се играше 4-то коло, а Баскет Дино беше домакин на средбата со Михајловски од Куманово. Младите кочански кошаркари претрпеа минимален пораз дури по продолжението на надпреварот. Имено по истекот на регуларниот дел резултатот гласеше 61-61, па кога се очекуваше да прикажат подсврста игра, тие направија неколку грешки и им дозволија на гостите да преминат во водство, за на крајот да слават победа од 67-70 коша. И младинската екипа на Баскет Дино во категоријата М18 претрпе пораз во рамки на 4-то коло. Во спортската сала на гимназијата во Кочани гостуваше екипата на Баскет Академија од Струмица, која беше тврд орев за домашните кошаркари, па на крајот тие мораа да го прифатат поразот со резултат од 60-76.
Толку во вестите на Канал 8. Повеќе информации имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.